Петок е ден за право, адвокат на граѓаните, магистар Владимир Бангиевски ќе одговара на сите ваши денешни правни прашања. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, Ана. Јас и ова утро сум спремен да одговарам на прашања на вашите гледачи. Токму така, како и секој петок, така и денеска посветуваме голем период од нашата утринска програма Добро утро секој утро, токму за вас, доколку сте низ правните лавиринти, немате кому да се обратите, а сакате никаков правен совет, тука е адвокатот на граѓаните, Владимир Бангиевски, за денеска да одговори на сите ваши поставени правни прашања. Телефонските линии се отворени се до крајот на денешното издание на Добро утро секое утро. Да започнеме со она што мислам дека сите нам не интересира, адвокате. Пренос на право на собственост. Да, Ана, каква е таа процедура? За ова утро ја одбравме оваа тема, поаѓајќи од тоа дека граѓаните се исклучително заинтересирани за темата која што ја одбравме, преносот на правото на собственост. Значи, собственоста е уставна категорија, регулирана во Уставот, и таа создава права и обврски за субјектите, односно за физичките и правните лица. Граѓаните, кога доаѓаат во адвокатските канцеларии, многу често, сакајќи да ги регулираат своите имотно-правни односи, се интересираат за пренос на своето право на собственост, правото на сособственост или правото на заедничка собственост. Токму од тие причини ќе кажам само некои сегменти кои што се битни околу собственоста. Значи, собственоста како уставна категорија која што создава права и обврски, значи право на држање, право на уживање, право на пренос на собственоста, што значи дека тоа е едно апсолутно право кој што сите други мораат да го почитуваат во својата содржина. Однака како што во Уставот и во Законот за собственост и други старни права е поставено. Што значи, во содржината на правото на собственост влегува и правото на располагање, односно правото на пренос на собственоста, тоа што е и тема за денешново мое гостување. И преносот на собственоста значи бришење на дотогашниот титулар на правото на собственост или на други видови на подсобственички права и внесување на новиот титулар како собственик на определена подвижна или неподвижна ствар. Второ прашање кое што се поставува, на кој начин тоа се прави. Во законот се точно регулирани начините на кои што може да се пренесе правото на собственост, за тоа да биде легално пренесување. И тука сакам да напоменам нешто што сметам дека е интересно за граѓаните. Доаѓаат граѓани кои што многу одамна стекнале фактичка собственост на определена пред се неподвижна ствар. Меѓутоа, тоа не е доволно. Тоа не е право на собственост. Тоа не е доволно за да може да се смета дека тој е вистинскиот носител на правото на собственост. Тоа значи дека граѓаните многу одамна склучиле договор за пренос на правото на собственост, многу често и заверено тогаш од адвокат, меѓутоа не ја довршиле до крај процедурата за пренос на правото на собственост. Тоа значи дека кога се прави пренос на право на собственост преку склучување на договор, најчесто граѓаните мора да знаат дека самото склучување на договорот не е доволно, бидејќи собственичките права на недвижностите задолжително се евидентираат во Агенцијата за катастар на недвижности. Што значи, мора да постои процедура која што граѓанинот мора да ја изоди за да може да се смета
за укнижен, односно вистински, ако можам така да кажам, носител на правото на собственост. Процедурата е следна. Најпрво, адвокатот го составува договорот. Тој гласно го чита пред договорните страни. Да речеме, ако е договор за купопродажба, најчесто, што не мора да значи дека е само тоа, го чита пред купувачот или купувачите и пред продавачот или продавачите. Доколку не постојат забелешки, двете договорни страни се подпишуваат на истиот и адвокатот задолжително става подпис и печат на договорот и воедно е гарант дека договорот ги исполнува сите услови за да се изврши легален, односно законски пренос на правото на собственост. Што значи дека нема договорот правни недостатоци. Односно е правно валиден. После тоа, бидејќи се работи за пренос на правото на собственост, тој пренос подлежи на оданочување. Односно, договорната страна која што презела обврска да ги плати своите даночни обврски, должна е да го плати данокот на промет. Данокот на промет се плаќа по решение на управата за јавни приходи. И таа договорна страна која што има обврска да ги намири даночните обврски по решение на, да речеме, град Скопје, има обврска во рок од 15 дена да го плати данокот на промет. Да, убаво да се знаат овие нешта за тоа што Сметам дека е добро. полза ќе им биде. Сметам дека е добро Каков е начинот и постапката? да граѓаните ги знаат овие работи, меѓутоа не да ги знаат за сами да ги вршат тие процедури, бидејќи се понекогаш и сложени, и ја бараат правна помош, туку едноставно да имаат представа за тоа што се треба да направат заедно со својот полномошник, односно адвокат, во постапката за пренос на правото на собственост. Добро. Имаме едно прашање што стигна до нашата Facebook фан страница, но добро, секогаш имате предност вие доколку ми се јавите директно во етерот на телевизија Алфа, да не чекате, ќе го прочитам малку подоцна прашањето од Facebook. Да слушнеме кој ни се јавува. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете со прашањето. Ало, добро утро. Ве слушаме одлично, повелете. Едно прашање до господинот адвокат. Прво еден поздрав до сите вас. Благодариме, повелете. Имам купено место уште во 1972 година како дел од нива за изградба на куќа. И Добро. тогаш тоа место е било како дел од нива. Во 81 година тоа место се пушта во градба. И на основу на договорот што го имам купено со купопродажбен договор заверен пред судот и пред општината, добивам решение за градба со урбанистички план. Во 2000 година имало некое снимање и обележено медњата линија кога изградивме куќата ние во 82 година, треќа, снимањето било некое во 95 година, 2000 година, и медњата линија поместена за некои 50 сантима. А покрај куќата сме оставиле 1 метар. И сега комшивка една има, што е го наследува тој имотот од таткото, сака да ни го земе местото до нашата куќа. Добро. Во катастарот
ни велат да се сложиме ние комшиите меѓу себе сами, амо не можеме да се сложиме и сме по суд. Секој пат све таа е во право. Сите документи ги поседувам што имам од катастарот, значи само линije, а во квадрати, некои 10 квадрати, тоа е неубедено во катастарот. Немам издадено решение за одземање на местото, имам направено приватизација на куќата, на суд идам, во својот град на судот не одбила. Значи, вели дека неиздано право било. Сега го прашувам адвокатот, сега е во апелација, ако го изгубам и таму пак спорот, кај може после да се жалам понатаму? И дали може до него да дојдам таму? Добро. Ако е тоа се, Па тоа е се, тоа. Ви благодариме. Ви благодариме за вашето прашање, да го слушнеме и стручниот совет на адвокат Владимир Бангиевски. Повелете. Значи, да почнеме од самиот крај. Не знам дали има полномошник адвокат граѓанинот. Доколку има, тогаш дефинитивно адвокатот се надевам дека на најстручен начин и најпрофесионален му помага на граѓанинот во докажувањето на своето право на собственост. Значи, правото на собственост во случај кога тоа е спорно се решава на два начина. Едниот е вонсудски, вториот е судски. Во такви ситуации кои што ги споменав на самиот почеток на емисијата, каде што граѓаните имаат стари договори, не спроведени до крај, а овој веројатно е спроведен до крај, меѓутоа после настанувало некое поместување на меѓите при авионски снимања на земјиштето. Мојот пристап е секогаш во такви ситуации да соседите помеѓу себе се договорат за решавање на споровите околу меѓните линии, кои што се обично поместени полево, подесно, погоре, подоле и така натака. Значи, па едниот сосед тврди дека дел од тоа земјиште му припаѓа нему, другиот тврди дека тоа не е така, дека веќе му припаѓа на Обично така на бива. него, обично така бива. И во такви ситуации, бидејќи граѓаните имаат и обично многу стари документи, и обично постапката за докажување на правото на собственост е исклучиво сложена и во многу ситуации и не успева, па граѓанинот е разочаран. Во такви ситуации најдобро е соседски, на мирен начин да се договорат, доколку е тоа можно. Нема тука ништо необично. Нема тука ништо необично. Еве повторно јас спомнав во една од вашите емисии, пак ја спомена медијацијата. Значи, без разлика што јас не сум медијатор, сепак сметам дека медијаторите тука можат многу да помогнат. Пред се, затоа што постапката по медијација е многу полесна и многу поедноставна и многу помалку да се чини. избегнат судските спорови, секако. А судската постапка си има свои специфики. Таа некогаш е и многу тешка за граѓаните. И може Емотивно подолго да пред трае. се. Може и многу долго да трае. Од таа причина, значи, тука медијаторот може многу да помогне. И апелирам граѓаните да ги користат, бидејќи навистина штедат и време, и енергија, и финанси. И емотивно не се оптоваруваат. Меѓутоа, ако нема друго, тогаш дефинитивно граѓанинот, и доколку се работи за битна квадратура или за голема квадратура, која што му е потребна, по судска постапка го докажува правото на собственост. Колку што слушна, првостепениот суд го одбил Да. тужбеното барање како неосновано, значи граѓанинот не го докажал правото на собственост на тој дел кој што е спорен со другиот сосед. И сега најверојатно чека одлука на повисокиот, на апелациониот суд, што тој ќе одлучи по повод поднесена жалба на пресуда, и бидејќи граѓанинот праша што понатака, Да, веројатно дали да очекувајќи се јави токму таму, да. да биде одбиен. Значи, граѓанинот има и уште една можност да поднесе тужба
до Меѓународниот суд во Страсбург, во кој што ќе го докажува повредувањето на своите права од страна на државните органи, односно судските органи во земјата. Но услов за тоа е да ги помине сите судски инстанци во матичната земја, што значи кај нас, во Македонија. Во конкретниот случај мора да има пресуда на основниот, пресуда на апелациониот суд, таја да биде правосилна, доколку има можност да поднесе вонреден правен лек ревизија до Врховниот суд, доколку нема можност, има право граѓанинот да поднесе тужба заради прекршување на Европската конвенција за човекови права до судот во Страсбург. Добро. Верувам дека нашиот гледач е задоволен од вашиот правен совет. Да слушаме кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро, голем поздрав. Поздрав и до вас, Од повелете со Италија. прашањето. Да. Имам едно прашање до гостенот. Како прво не се работи за судски постапки за ниви, кај мене се работи за развод. Бев во брак 15 години. Од тај брак родив 2 деца. И после 2008-2010 траеше разводот. Во тај период бев во Германија кај брат ми. Бев застапена со мојот адвокат, ама од тој брак ништо не добив. Па ме интересира до адвокатот дали во тие 15 години брак се градеа 3 куќи на Девери, Девери и наша куќа. Децата кажуваше на адвокатот дека ќе ми препаднат едното на мене. Ама од тоа немаше ништо, ни деца ни доделија, ни куќа што се делеше, ништо. Дури дојде да давам алиментација за децата. Не знам, ме интересира до адвокатот да ми каже дали, ако е застарено делото, дали може нешто да се направи, да се земе од куќата дел, па да се додели на децата, или не знам каде да се обратам, многу пари дадов на адвокатот, јас сум од Струмица. И ден денеска се слушам со адвокатот, му кажувам зошто така постапи, ни деца не ми се доделија, ни и ден денеска децата порасна, се оженеа, али од тој период растеа со свекор, свекрва, девери и башта им говореа за мене и децата ме замразеа, децата не ќе да ме видат. Али ја како мајка сакам мојот дел што ме гледува, дали може некако да се помогне или каде да одам, да се обратаме. Ако сме во Италија, сакам барем дел да земам од куќата, да им дадам на децата. Сум давала пари преко мајка, преко браќа, кога се одат на одмор. Али парите ги земат, а мене ме не сакат. И сега не ми е јасно зашто адвокатот мој така ми направи. Многу пари ложи за него, колку ми бараше толку. А на крај ништо не добив, ни куќа, ни деца. Па го да молам адвокатот да ми објасня, ако треба, ако сме во Италија, да се понови дел, барем да се земе нешто дел од куќата, да ги доделам како поклон на децата. Добро. Голем поздрав до вас и имајте убав ден, поздрав од Италија. Поздрав и до вас од Македонија. Ви благодариме за прашањето. Значи вака, сакам да напоменам две работи. Прво, постапката за развод на брак е една постапка. Постапката за делба на имот стекнат во брак е сосема друга работа, односно друга постапка. Најчесто после разводот на бракот, граѓанинот, односно поранешниот брачен другар, едниот или другиот, поднесуваат тужба за делба на имот стекнат во брак. По законот за семејство, имотот стекнат во брак после разводот на бракот, односно се извинувам по законот за собственост и други стварни права, се дели 50-50. Што значи дека граѓанинот сето она што го
вложил во за време на траењето на брачната заедница, има право да го побарува преку постапка за делба на заеднички имот. Правна предпоставка е дека имотот стекнат во брак се дели на еднакви делови помеѓу поранешните брачни другари. Споменав 50-50. Но, едниот или другиот поранешен брачен другар има право во постапка да докажува дека има поголем удел во стекнувањето на заедничката собственост, односно на имотот стекнат во брак. Пропорционално тоа значи да докажува дека, да речеме, има 60-40, 70-30 и така натака и така натака. И тоа брачниот другар, кој што смета дека има поголем дел, поголем удел во заедничкиот имот стекнат во брак, треба да го докажува во судска постапка со докази. Доколку едниот брачен другар работи, а другиот е, да речеме, најчесто жената е домакинка која што ги одгледува, ги подигнува, ги воспитува децата и така натака, не значи дека брачниот другар кој што работи има по автоматизам поголем удел во стекнувањето на имотот во брачната заедница, односно во заедничкиот имот. Затоа велам, се поаѓа секогаш од тоа дека брачните другари имаат еднакво право на имотот стекнат во брак, со тоа што секој од брачните другари може да докажува дека има поголем удел при стекнувањето на имотот, односно заедничкиот имот стекнат во брак. И тоа се докажува во постапка, со докази. Добро. Верувам нашата гледачка е задоволна со вашиот правен совет. Добро утро за следниот гледач, повеглед. Ало? Да, ве слушаме, Добар повеглед. ден. Би сакала да поставам едно прашање до адвокатот. Интересира како се запишува соодветен дел од градежно изградено земјиште и земјиште по зграда при купување на стан од инвеститор се работи за нов стан. Значи, како треба да биде нагласено соодветниот дел како заедничка собственост или со собственост со соодветна квадратура? Тоа е прашањето? Да. Благодариме. Ви посакувам убав ден со Значи, телевизија. Јана, денеска ја погодивме темата со Да, која што апсолутно почнавме. тоа сакав да кажам дека се е Денеска ја поврзано погодивме со... темата со која што започнавме. Во последно време, граѓаните, собственици на најчесто на индивидуални станбени објекти, ги даваат своите објекти на така наречените инвеститори, кои што на земјиштето, на кои што граѓанинот има право на собственост, или право на сособственост, или заедничка собственост, се едно, гради зграда. И при тоа граѓанинот кој што е собственик на земјиштето добива од инвеститорот како компензација еден вид Станови во таа стан, зграда. еден, два или повеќе, во зависност од тоа колкава е површината на самата квадратура и во зависност од тоа кој дел, односно кој удел го има граѓанинот во рамките на градежната парцела. И тоа обично се прави со договор, значи стартот, и ова е воедно одговорот на прашањето на вашата гледачка, стартот е склучувањето на договорот за соинвеститорство, односно за заедничко градење, како и да се вика. По новите прописи, инвеститорот е тој кој што мора за објект кој што е во градба да му издаде на соинвеститорот, односно на поранешниот собственик на земјиштето, имотен лист за предбележување на градба. Имотниот лист за предбележување на градба е гаранција за тоа дека граѓанинот ќе го добие тоа за што платил доколку купува стан во градба или за земјиштето кое што го дал да се изгради
соодветна градба на истото. Што значи дека за градбите постои имотен лист за предбележување на градба, во кој што делот кој што го има граѓанинот од идната ствар е запишано во имотниот лист за предбележување. И само да појаснам, според имотен лист за предбележување на градба може да се врши дури и пренос на правото на собственост на идниот објект, на идниот стан, на идната недвижна ствар. И се разбира, сите спорови кои што евентуално можат да настанат со имотниот лист за предбележување на градба, може да се докаже сопственичкото право на идниот недвижен имот, односно стан. Добро. Верувам и ова беше добар правен совет за нашиот гледач или гледачка. Добро утро за следниот. Добро утро. Повелете со прашањето до адвокатот Владимир Бангиевски. Благодарам, поздрав до вас во Поздрав и до студиото. вас. Едно прашање, у кратки црти до адвокатот ме интересира. Значи, 49-та е почто за имотно правни работи се работи од тој контекст, сакам едно прашање. 49-та имот у центар на Скопје одземен куќа, дуќа на земјише, значи со сила. Подаваме експропирани имоти. Подаваме документи, првостепена комисија, второстепена не одбиваат. Народно сме земале пари. Даваме Врховен суд. Од Врховен суд се префрлуваат Управен суд и сега чекаме одговор таму, нема, прашувам, нема донесено пресуда, нема и 2011 година идам ке ОИЗ Меджикси, како се викаше за човекови права, преку нив ургирам и доставува документ дека сме били одбиени и без право на жалба. Сега, какво право имаме ние? Сакам да ни одговори господинот адвокат, дали имаме право на жалба, немаме ли и што понатака. Благодарам. Ви благодарим и вам за јавувањето. Не знам дали лошо слушнав, кажа во Софија или не? Јас не слушнав такво нешто. Ако е се уште добро. гледачот на линија, Во ред. Едно Предпоставувам појаснување? Добро. дека лошо слушнав. Значи, во тек е управен спор по однос на правото на денационализација, бидејќи гледачот кажа дека се работи за имот кој што бил национализиран на времето, 49-та година кажа, и си го бара своето право на собственост, кое што нему или на негов предок му било одземено 49-та година. Чека пресуда, предпоставувам, на управниот суд и прашува што понатака доколку е одбиен. Значи, има право на жалба до висшиот управен суд. Доколку е незадоволен од решението на управниот суд. Што значи дека се обезбедува уставното право на граѓанинот на двостепеност, односно правото на жалба на овој начин. Доколку е незадоволен и од одлуката на висшиот управен суд, јас повторно ќе кажам дека граѓанинот има право да поднесе представка до Меѓународниот суд за човекови права и таму да си ја бара народно кажано правдата, односно да си го бара одземеното некогаш право на собственост. добро. Сега да го поставам прашањето што ни пристигна на нашите социјални мрежи, но добро, ќе почека. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Повелете. Едно прашање. Јас отидов пред 18-19 години у пензија и взимав 3-4 години републички просек. И 2008 година ме пензионираа. И кога ме пензионираа, ја имав 30 години стаж, а платени 28. И кога ме пензионираа 59%. И ги прашувам зошто, вика немаш 30 години стаж. Кој ќе направи 64 години, те следува.
И сега сакам да прашам дали ме следува правам уште месец, два, 64 години, дали ме следува тие 11% за пензијата. Добро, ви благодариме за прашањето. За проценти не можам да зборувам, Секако, бидејќи се прави пресметка нормално. во фондот за пензиско инвалидско осигурување, кога со решение се утврдува висината на старосната пензија. Така. Граѓанинот мора да исполни два услова за да може да биде носител на право на старосна пензија. Првиот услов е да има навршено години на старост, 62 за жени, 64 години за мажи. И вториот услов е да има поминати години во работен стаж, минимум 15. Кога тие два услова ќе ги исполни, граѓанинот има право да поднесе барање за донесување на решение со кое што му се утврдува правото на користење на старосна пензија. Јас повторно ќе кажам, не можам да зборувам за просеци и за проценти. Тоа граѓанинот ќе си види врз основа на документацијата која што постои. Меѓутоа, во секој случај, доколку ги исполнува условите, се надевам дека ќе си го оствари своето право на старосна пензија. Да. Прашањето што пристигна на нашата лайв стрим на Алфа телевизија, ве молам адвокатот да објасни во врска со спроведувањето на договорот за доживотна издршка, како и што доколку некој од наследниците се со непозната адреса. Малку е нејасно. Доколку некој од наследниците се со непозната адреса, тогаш, се претпоставува дека постојат, Така. тогаш се оди со огласување на огласна табла во суд, при што се чека да помине законскиот рок и да се смета дека се известени кој и да се. Договорот за доживотна издршка се приложува во оставинската постапка. Доколку со самиот договор за доживотна издршка е исцрпен целиот имот, тогаш оставинската постапка се прекинува заради немање на имот. Доколку има и друг имот кој што е вон предметот на договорот за доживотна издршка, тогаш тој имот се распределува помеѓу законските наследници. После завршувањето на оставинската постапка, граѓанинот кој што бил давател на издршката има право да бара промена во Агенцијата за катастар на недвижности, односно да се упише како сопственик на недвижноста, која што била поранешна сопственост на примателот на издршката. Да. И да слушнеме кој ни се јавува, уште еден гледач на линија. Добро утро. Би сакал едно прашање до адвокатот. Секако, овие моменти се само за вас, посветени и вашите правни прашања. Повелете. Вака на приватен имот изградена е стамбена зграда. Изведувачот, значи по стариот закон, кој што нема трансформација на собственост, е метнат како дел од семејството, како пети член од семејството, од собствениците на парцелата каде што се градела зградата. Сега, пошто зградата е во населба, во населено место, има и паркинзи, значи местото е големо, па се направени паркинзи. Дали ние како собственици и плюс инвеститорот имаме можност да ги обележиме паркинзите и како да ги продаваме како паркинг места? Тоа ми беше прашање. Тоа е се. Да, ви благодарам. Дилема е помеѓу граѓаните околу ова прашање за користење на паркинг местата. Паркинг местата се голем проблем, посебно ако станбените објекти се наоѓаат во централното градско подрачје. И не само во Скопје, туку и во било кој друг град. Граѓанинот е заинтересиран за укнижување на правото на паркинг место. Пред се. Но како и да е, овдека само ќе кажам дека намената на земјиштето, тоа значи за што земјиштето се користи. Дали за паркинг место, за гаражно место, за поминување, дали е заградено, дали не е заградено, на ниеден начин не влие на правото на собственост. Значи, правото на собственост е една работа, тоа за што фактички се користи земјиштето со, да речеме,
одобрение на собственикот е сосема друга работа. Така што доколку граѓанинот смета дека тоа е земјиште може да го користи за паркинг, тој ќе си го користи за паркинг. И на тоа има апсолутно право, бидејќи тој е собственик на тоа земјиште. И може да бара тоа земјиште во катастар да се укнижи како паркинг простор, односно како паркинг место. Продажбата на тој дел оди како продажба на право на сосопственост. И тоа е начинот како да И тоа е располага. начинот како да се регулираат тие односи помеѓу граѓаните во врска со паркирањето на паркинг местото, кое што е во собственост на соодветен граѓанин. Да. И со оглед на времето кое го имаме на располагање за адвокат на граѓаните, ова ни е последниот гледач за денеска. Добро утро. Добро утро. Повелете со прашањето. Ве молам, откочене се ово. Ме интересира, јас сум пензионер од 2006 година. Меѓутоа, во тоа време кога се пензионерав, јас работев во странство. Сега, таа година, 2006 до 2007, што сум ја примал пензија, ја работев, а 2007 станав пензионер и во странство. Дојде писмо од Фонд за здравство, да ја одбива тие пари, па пред 4-5 години, уместо 48.000 да вратам пари што сум примал од Фонд за здравство, 48 и нешто беа таму, ја вратив 61.062 денари. Сега, после 2,5 години, пак ме тужат, да ми ги сега барат уште толку, уште 62.000, 61.62, како камата на тие пари што сум ги платил да кедаш. Ме молам да ми одговорите, дали можете да ми кажете право средство. Дали повторно треба да ги уплатите тие средства? Благодариме за јавувањето. Да го слушаме Мојот директен одговор е да, затоа што тие пари подлежат на течење на законска казнена камата. Или порано се викаше законска затезна камата. Значи, граѓанинот сите пари кои што ги користи по некој основ, да речеме по основ на старосна пензија од Фондот за пензиско инвалидско осигурување, тие, а без основа ги користи, па после тоа се утврди, после проток на време дека неосновано ги користи, Фондот за пензиско инвалидско осигурување поднесува тужби до оние граѓани кои што неосновано користат средства на фондот, на име старосна инвалидска пензија и така натака и така натака. За цело време на таа сума на пари тече камата, што значи дека доколку побарувањето не е застарено, Фондот за пензиско инвалидско осигурување има право покрај главницата, како и за секој друг долг, да си бара и соодветна законска казнена, односно затезна камата, бидејќи е во постапка по тужба од фондот, претпоставувам, тогаш граѓанинот го упатувам да користи правна помош од адвокат, за да може да ги вложи сите соодветни приговори кои што има право да ги вложи во текот на постапката, од типот на застареност на побарување, од типот на висина на побарување, од типот на основаност на побарување и така натака.